И во ова вклучување на лице место повторно се интересна тема, односно ќе говориме за 3-дневниот фестивал кој што ќе започне утре на 21 овој месец во Драчево. Затоа дојдовме и на лице место да поразговараме со организаторот Гораст Китановски токму што нуди овој фестивал, односно каква богата програма нуди. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро, Марија. Прекрасно да се биде гостин во телевизија, особено кога си во својата населба. Ја многу ја сакам Македонија, многу го сакам Скопје, меѓутоа најмногу си го сакам Драчево и токму затоа одлучивме да направиме Драчевски фестивал. Меѓутоа, мислам дека оваа идеја не е од сега, меѓутоа не ви успеала. Што било причината што не ви успеало? Зошто токму сега се одлучивте да го организирате овој фестивал? Дали можеби како резултат на предновогодишна атмосфера да се одбележи на некој начин? Па види, некогаш работите доаѓаат како идеи од некаде од изворот, но меѓутоа не сегогаш е времето да се случат тие работи. Некако сега се отвори и сега се случи овој фестивал благодарение на одредени личности кои што ни помогна, како Кафичо Дас, кој мора го спомнам, Коко Дас, 44 Energy, кисела вода кој што ни обезбеди простор, така да некако све природно си дое. Претходно го форсирав, меѓутоа се природно си се случи работите. Јас сум многу радосен што токму во Драчево првпат ќе имаме културен фестивал. Овој културен фестивал започнува утре, напоменав и во најавата. Може ли етапно да појасниме каква ќе биде програмата, еве конкретно утре, па потоа ќе продолжиме и за идните денови? Утре е многу е закон. Утре се почнува фестивалот во Даст. Значи го имаме гостин Тонизен, Масто е артистот Америка, ќе додат неколку девојки кои што ќе пеат македонски хитови, го имаме Борко, светскиот патник кој добро ви е познат на вас, кој ќе свири на конги, и имаме Анасас кој завршува со техно. Утрените имаме работилници за зумба, хип-хоп, латино и креативно пишување, и последниот ден завршуваме во Домот на културата каде што ќе имам премиера на документарниот филм Ние, култното друштво Кут Китка ќе изиграат, ќе пеат дечиња, студио Данса Латина Стефи, работилница, базар, така да ќе биде забавно. Дефинитивно богата програма, тоа ни кажува дека ќе биде забавно. Во колку часот започнува утре, колку временски ќе трае сите 3 дена всушност овој фестивал? Во 19 и 19. Го одбрав 19 и 19, како кеце почетока, 9-ката е крај. Има ли заинтересираност до сега, како оди тој дел кој може да дојде да присуствува на овој културен фестивал, дали сите или само оние кои што живеат во Драчево или пак и другите се поканети? Па сите се поканети, до година ја ќе се потрудам ЈСП да ни биде наш спонзор и да организираме еден автобус кој ќе биде Драчевски фестивал и во самиот автобус да има журка да ги донесе гостите, меѓутоа може секој да дојде, а особено драчевчани, бидејќи сепак ова го правиме за луѓето од Драчево и ова место заслужува култура, така да сите од Драчево сте поканети, меѓутоа и сите од цела Македонија. Сите се поканети од цела Македонија, но еве вие како организатор за кој најмногу го препорачувате овој фестивал со оглед на тоа дека нема да има само музика, туку ќе има и еве едукативен дел, да го наречам, изложби, работилници, за кој го препорачувате? Па програмата е така изработена така да има за секој по нешто. Значи имаме забава каде што може да дојдат младите, меѓутоа и постарите, имаме работилници за најмладите и имаме за сите возрасти последниот ден каде што ќе може да дојдат да уживаат во ОРО, да слушнат гласот на децата, да погледаат филм, така да буквално програмата е така изработена да може секој да се пронеде во некое катче. За да се биде дел од овој фестивал треба да се набават билети. Читам така ми напоменавте, каде да се здобиат сите заинтересирани со билети и дали има уште на располагање или пак сите се купени, има многу заинтересирани? Па лимитирани сме со бројот на билетите, меѓутоа се уште може да се набават, може да ги набават во Кафичо Даст или на нашата страница Драчевски фестивал. Вчера разговаравме со нашиот тим, каде што при разговор со луѓето дознавме дека премногу име 2 тикети да купуваат, бејќи сега се доаѓа нова година, луѓето имаат многу трошоци, така да одлучивме третиот ден кога ќе биде филмот, кога ќе биде базарот и Кут Китка кога ќе играат, тој ден да биде бесплатно, подоцна ќе објавиме официјално на нашите страни, така да или на нашата страна нека пишат или нека отидат во Кафичо Даст. При самиот крај може нешто да кажеме околу подготовките, мачно ли е да се подготви еден ваков 3-дневен фестивал и секако ако нешто испуштивме автентично за самиот 3-дневен фестивал да додадеме, се разбира?
Па види, кога градиш нешто и кога го правиш од почеток, секако дека е тешко. Ја немам спиено еден месец и буквално секој ден во 5 сат заспивам, имам толку многу мисли низ главата и све треба да изорганизира со уметници, со простори, со луѓе кои што соработуваме. Тешко, меѓутоа кога работиш од љубов некако си неуморен и така да ви благодарам на енергијата од Драча што ми ја дава за да издржиме овој период. И мислам дека ќе биде прекрасно. Не мислам, туку знам. Се надевам и јас дека ќе биде прекрасно и дека ќе има луѓе во голем број. Ви благодарам многу за одвоеното време во утре. Ви благодараме на вас. И со ова интересна тема го заокружуваме ова последно вклучување на лице место за денешната утринска нателма. Говоревме на една интересна тема, односно 3-дневниот фестивал, насловен Драчевски фестивал, кој што започнува утре, 21 декември и трае до 23 овој месец.